Како си, добар? Добра, да. Ти вака одлично. со- Донесов паче за вас. Во сладолед. Во сладолед, тоа е македонска работа, баш македонска работа. Имаш научено дека кај нас во сладолед се чува се освен сладолед. Така. Треба да можеби ќе биде пача, можеби ќе биде сарма, Да, полнети пиперки, нешто така. да. И па ајде да ја пробаме, Добра, повели ајде да влези. пробаме. Од кујна во Дизни во Америка до Сопиште. Таков бил патот на Тимоти, или понашки Тимотеј Бентли, кој тука тргнал на мисија и сега е пастор во Евангелска црква. А нашата мисија беше заедно да направиме пача. Кај нас се јаде најчесто за водици, ама јас ја јадам секогаш кога ќе ми ја понудат. Работе сече влуков. Имам 1, 2 и пол. Има луѓе кои сака повеќе, има луѓе кои сака помалце, ама тоа е за мене повеќе лук е подобро. Има подобро вкус. Ама проблем со лук и ќе трае малце време. После низок притисок. Да. И лук е многу здраво за твоето тело. Има нешто како антибиотици внатре. И слушнав дека ако ќе јадеш многу лук, не ќе има многу болести. Лук и ракија. Лук и ракија. Така е македонска традиција, така? Македонски антибиотик. Да, македонски антибиотики. Бидејќи ти имаш работено шеф, зошто секогаш се пубаво да се стиска од озгора лукот, се ослободува Ќе вкусот? ослободува вкусот, да. Ако не, знаеш ли, ако сакаш може да стави вака, ама не ќе биде толку вкус и не ќе биде многу лути. Ако сакаш полуто, Нема да лути? Нема да лути, да. Ако сака вкус како лук, а не сака да биде луто, може да стави без така, знаеш, само вака. А колку време имаш работено како шеф? Видите, сега е само хоби готвење. Да, сега е само хоби, ама 6-7 години. Ама кога бев млад, јас многу сакам да готвам. Мојата првата готвење беше кога ја има 6 години. Дали нашиот заеднички пријател Кристијан овие специјалитетите научи, бидејќи ми кажа дека заедно кога е времето за колење свињи, за подготвување на месо, на чваки, на колбаси, дека готвите заедно. Да, ние правиме многу место заедно. Ке колеме свиња, ке правиме чраки, домашни колбаси, сланини, све, криминални. Ама за мене ова е многу интересно, затоа многу луѓе размислуваат дека тоа работа е брзо, ама не е брзо работа. Треба 2 дена, 2-3 дена, исто како ајвар, знаеш. Со ајвар иста работа. И колку после мора на ладно да се чува пачата, колку од прилика од кога ќе се свари ја чуваш ти пред да се јаде? Од кога ќе се свари пачата и ќе се стави во тајничиња, во садови, колку време ја чуваш пред да почне да се јаде? Секој човек има свој начин. Минимална 4-5 сати. И јас знам луѓе кои ќе се свари за 2 дена. Ако се свари за 2 дена, ќе биде по-вкусно, вкус ќе биде по-длабоко, ама за денес нема толку време, ќе свари за 4-5 сати и после тоа ќе видиме како е ситуација. Дојде и мачката да проба. Да, мачката да пробаш, да. Ама добро. Нозе од свињи, имам 3 вакви. И ова е од теле, затоа има нешто внатре, што ќе биде добро за паче.
И има некакво месо, има луѓе кои сака повеќе месо, има луѓе кои сака помалце месо. Ове поло кило врат ќе ставиме внатре. Стави водичка. Срн бибер. Во зрна? Во зрно. Да. Ке ставам вака, може 10. Од око. Да, Е, од око. така викат, од Од око. око. Најубавите рецепти од око. Да. И тие се лозовин лист, може би 1 или 2. И сега да почне да свари. Во сите манџи што го ставаме, Да. кога се варат. И сега тоа. Пача треба да се вари за 4-5 сати и после тоа, кога е завршена, како се исече месо да мали парчиња, ќе ставиме во тенџере. А кога се става лукот? Сега ќе ставиме Сега го ставаш? сега ќе ставиме лукот и после тоа ќе ставиме во фриџидер, ќе седиме тамо 2-3 сати, можеби цел ног и друг ден ќе станеме пача. Додека ја пробувавме пачата, зборувавме за патот од Мисисипи до Македонија. Кажи ми како си, колку време се ладеше пачата, затоа што во истиот ден кога снимавме, кога ја правевме, Да. немаше можност да ја пробаме. После 4-5 сати беше завршена, ама по-добро да стави на фриџидер цел ног. И кога ќе станеш, ќе биде јако. Па да ја пробаме пачата. Може, Дома може. вие сигурно си јадевте. Да. Пробавме, за мене беше многу вкусно. Еве ти вилушка. Вие рековте кафе. Има мирис како лук. Да, За се гледа дека мене, многу со става. мојата пача, јас сакам да става повеќе лук. Може од оваа да земам? Може. И види, тоа е баш пач. Така треба да биде. Свински пудинг. Видов на Свински коментари на Facebook. Веројатно луѓе што Свински не пудинг. знаат, Да. прашуваат дали е. Сега нема да кажам дека од многу македонци поубаво ја правиш да не ми се налутат. Ама шкити. Кажи ми, зборевме како се прави пачата, дека ти порано си работел како готвач, ама како патот те донесе во Македонија? Тоа беше, како ти кажав порано, ја бев готвач во Америка и од тоа време јас знам дека мојот живот треба да биде на друг пат. Затоа во молитва Господ ни каже дека Он има план за Македонија, за македонски народ и дека ја ќе биде дел на тој план. И јас кажав, окей, Господ, јас сум само човек. И Он ми каже дека да, ама имам план за твојот живот и има план за Македонија. И од тоа време, јас слушнав од него дека и ние како брачен пар, ја и мојата супруга, беше пред деца, мора да дојдам до Македонија и да каже луѓе дека Господ има план за нивниот живот и дека христијанска живот не е само религија, дека ние има можност да има дружење, тоа е добро збор, дружба со Господ. И ние кажав, добро Господ, ама ако сакаш така за нашиот живот, слободни сме и доаѓав до Македонија и сега живеевме тука за 13-14 години. А беше ли збунет затоа што некој еве да слушна дека кажеш дека ти се јавил Бог, дека Бог има за тебе план? Беше ли збунет? Сигурно човек би бил прво малку збунет. Да, ама затоа јас растав со живот на молитва,
не беше прв пат за мојот живот за Господ да ми каже нешто. Затоа кога слушнав нешто од Господ, може би прв пат ќе биде малце чудно, ама време до време ти знаеш, ќе знаеш глас на Господ или глас на твојата размислување или глас на човекот. Затоа Господ има глас како тебе или како мене. И кога јас знам твојот глас, немам конфузија. Или ако знам глас на мојата сопруга, нема конфузија. Или како мојот син Бруен, ако он е некаде во игралиште и ми вика тато, одма знам. Какви се реакциите од луѓето ти кога дојде во Македонија, кога слушна дека станува збор за евангелска црква? Да, тоа знаеш ли, секој човек има свој размислување и затоа во менталитет на многу македонски евангелска црква беше нова, нешто ново за нив и добро има тие луѓе има хоспиталитет, ама само од страна. Знаеш ли, сака да видиш дека окей, кој си ти, што збориш тебе, ама дали си тука само да ми кажеш дека мојата религија не е важна и нешто така, ама кога мојот комши видиш дека јас сум човек и дека мојата срце беше полна со љубов за нив, сега стане во нивната како добар човек, знаеш ли? Дел од заедница. Јас сум дел на заедница. Сите од моето село таму кај Сопиште ми вика Попе, како си Попе? Знаеш ли, ти си добар човек. И тоа за мене тоа е добро. Затоа јас треба да биде како човек, треба да биде пример на Господ. Ако јас ќе ти кажем дека сум христијанец, мојот живот треба да рефлектира живот на Господ или живот на Исус. Може да ја помирисате преку видеото, нели? За овој деликатес многумина велат бљак. Јас велам стави уште една ракија. Од Сопиште за Некта, Теодора Цветковска.